Колку години имавте тука, кога дојдовте? Колку години ја на 51 година отидов во пензија и си донесол мажот ми тука да седни. Скоро 30 години седам. Пред 30 години. Како беше Чемерско, кажете ми? Убаво беше. Не беше како сега? Не како сега. Патишта немаше асфалтирани? Немаше. Како беше во селото? Не Имаше беше, многу сега народ? убаво го направија за тоа така. Немаше. Да. Колку од прилика вака жители има? Има постари жители кои што останаат тука? Нема од мене постари, нема толку. Тука. Има така како тебе, кои што си имаат кујчи тука и не се иселуваат. Нема. Има. Така. Убаво ли е да се живее во Чемерско? Убаво е. Зошто? Само што немам домаќин, децата ми замина, е тоа, убаво ми беше. А инаку како клима Чемерско, убав воздух има тука, нели? За вас е убаво? Убаво, за нас е убаво. Така, земја обработувате, имате ли градина некоја нешто? Обработувам се на вие години, обработувам 2 ниви така, ама на сестрата и викам на можам ли сега. Така. А што ќе им порачаш еве на младите кои што се иселуваат? Добро би било да си бидат тука во селото, да нешто обработат земјичка да има и така да си останат тука. Зашто во градот нема многу. Нема многу во градот, така ли? Нема. Во градот нема. Само на куќа направи, што нема двор. И толку. А сепак тука сте? Тука. Тука ви е убаво, не? Тука ми е убаво. Почитувани гледачи, еве се наоѓаме во разговор со уште еден наш соговорник, кој што е еден од најстарите жители во село Чемерско. И токму на овој убав Божи ден, да речеме, кога се слави Голема Богородица, во ова подкожувско село, разговараме со Вангел Станоев. Така. Вангел, вие сте чемерец. Мерец. Кажете ми, како беше порано Чемерско за време детството? Младоста. Колективот ли да почне? Почнете од селото. Како изгледаше Чемерско? Чемерско беше 99 куќи и школото и црквата, 101 кога ставија број на објектите. И народот у почетокот со земјоделие беше мизерно, а фамилиите сите беме кој 4 дета, кој 5, по некој 2, некој 1, поредке беа тие. Повечко беме од 4 па до 7 у тие времења. И со песна се одеше и кога морошки се копат и кога се жние, со песна. Ние, машкиот пол одел со стока, јас. Да. Татко ми беше цел век сточар, овци чува фамилијата наша, од секогаш, од кога постоело, од предедо, се занимаваат со овчарство. И од тие, татко ми, меѓу четворицата браќа, беше стрикно по овците. Покрај него, истото, и јас го продолжив. И четврто оделение учеме туа. У прво оделение научеше Мито еден, презимето му го заборави, од кај Кичево беше, 1 година. Втората година, Наца од Коновшите на Мишо, наставничка, така. Наставничка. Трето и четврто му учеше Рада од Страгово, го водеше, как го вика, од Глишли, од Марина беше нейното момче. Како се викаше училиштето? Димката Ангелов Габров. Колку ученици имаш? Па ние ка учеме тачен број, не знам, ама 80 деца обавезно имаш. Комбинирано, од прво до четврто? Прво и трето, ако одат Сабајле, второ и четврто одеме поручек. А сега малку за младоста, кажете ми. Имаше ли ора сред село? Црквата овдека беше, кажете ми? Кај нас на овој празник, па и на Великден и на Божи, на тие таквите празници, свирачи имаме секогаш. И у неделинте, млади отказали у неделинте, имаше игранки, таму една мала сала у колективот направија. Таму игравте? И таму беше малце тесна, ама важно се
жени. Евангел имаше многу млади, така ли овдека? Имаше. Освен тоа, дали вашата сопруга е од Чемерско? Од Кажете? соседното Бохола. Од Бохова. Мгм. Како излагавте да дојде тука? Ами, у селото имаше, моја генерација е помали, скоро 35 девојки. Ама веćината, нашиот сој беше голем, веćината беа роднини. А па ја по карактер бе таков шо, ако не мислам за сопруга да ја не посегав по женски пол. Зошто утре да си имам разправија и да се сретнам на патот со него. Колку деца имате? 20 синови и 20 се земјоделски агрономи и снаата е агроном. А во Кавадарци или тука? Деа 77 година сопругата и децата ја однесу во Кавадарци, а пошто бе на работа у Шумовско, татко ми и мајка ми оштетува помалите браќа, тука и стока вртеме 100 овци, 2-3 коња и од работа послободен бев јас да си дојдам, да му помогнам на татко ми на овците. Вие 20 браќа, едниот беше помал, 20 браќа работеа со стока, дрва носеа. Бачи го имавте ли сирење, поцелувавте? У почетокот, првите месеци кај воата шо извира изворот, таму правеме бачило за месец дена, после тоа секој дома го носеше. Ги замеруваа према бројот на овците, кој колку кила млеко да зима. И така беше работењето. Земјоделието, кој што има помалку работна рака, ќе фане некој ардат, например, во жетва зама, да му помогне, се помагаше на Друго време беше тоа, не? друго време. А сега каде сте сега? Сега летно време сум туа, 18 години сопругата е почината. Летно време сум туа, зимото долу кај синовите. И еве сме во разговор, од серијата разговори во село Чемерско и со еден чемерец, да речеме, наш соговорник, кој што од детство е тука, од самото раѓање. А исто така, понатаму ќе зборуваме и за него, многу повеќе, но сега вие сте? Јас сум Илија Ѓорѓиев. Роден сум во село Чемерско, во подножјето на Кожу планина. Село што ми се чини дека на територијата на општина Кавадарци едно од подобрите. Во последно време нашето село нагло се гради и така може да речем дека најмногу, значи тука, значи можем да кажеме дека село што постое вазушна бања. И сите тоа го биндисуват и сакат да дојдат во нашето село. Си купуват плацеви, си купуват куќи, некој изградил, некој доградил и на тој начин селото е едно од најинтензивните села во општина Кавадарци. Сега, или е малку да ве вратиме многу назад, колку време бевте од раѓање тука, во Чемерско, и какво беше тогаш Чемерско? Во вашите спомени, и кога доаѓате сега на слава, доаѓате со носталгија и со спомените оживуваат. Кажете ми како беше тогаш Чемерско, и како дете, и како млад човек. Со самото моје раѓање во село Чемерско, пошто нашето село беше, да речеме, земјоделско, се занимава со сточарство и земјоделимишно. Еден добар дел луѓето што беа постарите и дела и граѓи, што се тиче во моето село, мојот татко беше на некој начин не богат, не сиромав, еден човек што можеше да изране фамилија од 8 члена. Ние сме 8 деца. Тие 8 деца некој завршиме школа, некој не завршија, затоа што татко ми рече, мора некој да има и овдека. Значи, мораш да се врати некој од школата назад. Јас, моето детинство, го поминав овдека, образованието го заврши до 4-то делење, па после осмолетка во Бошева. Така речено, доста бедно. Дори сум земал, да речеме, ни давале од црвен крст, јас сум носел, да речеме, кондури од црвен крст, панталони од црвен крст и на тој начин сме се пробивале. Али за тоа па
имавме доста стока. Не страдавме за јадење, да речеме, а иначе носењето земја немаше и пара. стока. Немаше пара, али имаше, да речеме, земја си имаме, можеме свињи си ранаме по 2-3 јагнињаца за колме, имаме 100 овци, имаме 2-3 маски, имаме кобила, значи со тоа не беме сиромаси. Во животот, односно во детскиот живот, најдобри спомени ми беа што ја како младинец, значи во нашето село имаше 2 дузени свирачи. Тие свирачите секој вторник, секоја сабота и недела имаме игранка. Имавме една гаража, што викаме ние сала за играње, и таму, значи, девојки нога, од секоја куќа, 100 куќи, по 2 девојки испаѓаат. Девојки од милина, од убари по убари. Ергени исто така. Најчесто се дружиме, одавме и у Бола. Бола имаше и таму многу девојки. И се имаме девојка од Чемрско, се имаме и од Бола. Значи, ја тоги бе средниста на рударската школа. Си идеме и преко лето тука бевме. Ќе ми остане посеќавање тој живот овдека, нашата омладина, сега што имаме, никој пат нема да го доживее. Оти ние се дружиме, нашите мајки, покрај ние што играеме таму, они столчиња и седнати покрај салата, сите не пратат. Значи, тој живот беше и за старите, и за младите, што може да се пофалне најубав. Значи, никој не мислел дали ќе има да се најаде или да купе кола или спална убава. Туку како било, такво, значи, сме спале и на рогозина, сме спале и на кревети со слама. Не сакам да се жалам, затоа што сме били фамилија голема, може да бил некој поарно да биде, да речеме, како... Да, но животот ме научил да се животот ме научи да морам да се трудам за понатаму, јас, мојата фамилија, на некој начин да обезбедам живот. Ајде, брала мома, бело грозе црно, брала мома, бело грозе црно, црно, брала мома, бело грозе црно, црно. Ајде наполнила 9 бочеви со вино, наполнила 9 бочеви со вино, со вино. Наполнила 9 бочеви со вино, со вино. Доста е тоа. Чемерци се прекрасни луѓе. Доста шеговити, меѓутоа и среќни што овде се родиле и што биле во ова прекрасно подкожовско село. Секогаш се враќаат, иако живеат во други места. Посебно на овој ден, а тоа е голема Богородица, тоа е и селската слава. Денеска овде е голем празник. Еве, неколку соговорници снимивме, а еве сега сме во разговор и со еден значаен мој соговорник. Сите го познаваат, но тој е од село Чемерско и премногу се гордее што поникнува од ова село. Вие сте, повелете? Токму така, се гордеам од кога знам за себе си, за селото. Ме привлекува тука, од тука сум роден и тука сум го поминал младиот живот од своето раѓање па се до средна школа. И што да кажам? Како беше тогаш? Па во моето време селото беше земјоделско население се занимаваше со земјоделие. Службеници може да кажеме како службеник, учителот и помошникот, што викаме ние служителот. И црквата. Така беше, нели? Един од тие беа бака образовани луѓе и од учителот можевме да чуеме нешто ново што не сме го разбрале и некои работи ги кажал, а ние не сме можеле да го разбереме. Ме интересира многу детството.
Затоа што детството и младоста, велат кога човек малку ќе поостари, секогаш таа носталгија го враќа назад и сака повторно да го доживее. Тие спомени да ги доживее. Како е кај вас тоа? Па вака, за спомените има многу да се кажуваат. Уште од своите рани години се занимававме, викам, со земјоделие, кои има стока, овци, говеда и така натаму. Градинарство нешто. Ние, мојата фамилија посебно не беше земјоделска, јако мајка ми и со сестрите се занимававме, ама тоа беше малко, тато ме беше цело време на работа како работник во тоа време Алшар се викаше и ретко човекот се идеше на неделата, на двете и така натаму. Моите сестри и јас, земјоделието, да речеме, тие ниви што ги имавме, се занимававме со тоа пшеница, рж, градинарство слабо, бидејќи кај нас многу малку име вода. И тоа беше основното занимање. Друго... А во слободното време, кога секи завршевте овие сточарски работи, сето тоа како дете, каде игравте, например? Имаше ли некои игри кои што и досега и до ден денес ги памтите? Добро прашање ми прашавте. Имавме сала тука доле, може знаете во почеткот, кај што завршува Сред село, десната страна, тука има разрушена зграда. Тоа беше сала и јас памтам уште од кога знам за себе, многу беше селото големо, имаше и младенци и моми и ергени, тука се собира, можам да речам, секоја сабота. Селска игранка. Игранка. И тука се свиреше, имаше музичари од селото, луѓето од селото тука беа, па дури идеа и од соседните села од Карнево, Бохова, Бошева, поредко така ли, овие бевме поблиски села така, и пато така не носе повеќе. И таму се пееше, се играше за Нова година, па дури и приредби се издаваше, младинците тогаш пред нас. Учевме од нив, нели, ние не може. Млади само си гледавме и се смеевме и така натаму. А дали имаше влюбување, например? Сето тоа, таму е единственото место кај што луѓето се може да се видат и да се разговарат, нели, зашто има потреба, нели така? После ние настапивме генерацијата, да речем, па ние тоа го правевме. И сето тоа, до која година, да речем, до кај 60-та година, се исели селото, речи си, најголемиот дел. Порано колку куќи имаше, а колку денес отприлика? Колку их се? Јас знам, 101 број имаше таму последната куќа и околу 100 куќи имаше селото, полно беше со народ, живеа луѓето, немаше карги, колку јас знам, имаше слога. На срце ми лежи, мила мамо, на срце ми лежи, ај на срце ми лежи, мила мамо, една лjuta zmija. Ај на срце ми лежи, мила мамо, една лjuta zmija. Не ми била zmija, мила мамо, не ми била zmija. Ај не ми била zmija, мила мамо, туке кара sevda. Ај не ми била zmija, мила мамо,